Цивил медија. Драги присутни, кога некој ги наблюдува од страна процесите, може би периодот од 2 години изгледа долг период, а кога сте во опозиција да ги движите процесите или да реализирате, тогаш може би 2 години се краток период за она што треба да биде направено и постигнато. Како и да е, ова е одлична можност да направиме едно резиме и да дадеме отчет за тоа што се случуваше во секој од нашите ресори. Состојбата која што ја затекнавме пред 2 години во областа на безбедноста и внатрешните работи сама по себе ги наметна приоритетите по кои работевме изминатите 2 години. Целта на спроведените и тековни реформи беше и е да ја вратиме довербата на институциите, но и да ги ослободиме и институциите, и граѓаните од спрегите на политичката држава. Одлуката која донесовме на почетокот на мандатот на оваа влада, а денес веќе е спроведена, е инструментите и механизмите кои ни стојат на располагање на извршување на нашите надлежности да се користат исклучиво и единствено за целите на безбедноста и сигурноста на граѓаните и државата. Нашата определба е граѓаните да бидат заштитени и ослободени од притисок, а не контролирани и уценувани. Токму затоа и реформата на безбедносно-разновачката служба е утврдена како стратешка цел на владата на Република Северна Македонија, која е клучна во ослободувањето на затекнатата заробена држава. Реформата ја започнавме во 2017 година со усвојување на пакет закони за реформа на системот на следење на комуникации, кој беше изворот на политички кризи и инструмент за владење на режимот во минатото. За таа реформа се зборуваше многу, но денес таа е реална, оперативна и спроведена реформа која што функционира. Впрочем, тоа е нотирано и во извештајот на Европската комисија, каде е забележано дека Оперативно-техничката агенција функционира, а собранието спроведува надзор над институциите кои се вклучени во системот на следење на комуникациите. Следен чекор кој е особено значаен е реформата на безбедносно-разузнавачките служби, особено на Управата за безбедност и контраразузнавање. Процесот на подготвување на законите траеше повеќе од 6 месеци и се спроведе во транспарентен процес кој имаше за цел да ги отвори сите дилеми и стравувања заради кои овие служби во минатото беа злоупотребувани и нивниот углед беше срушен. Законската рамка за овие служби во Европската Унија е различна и сложена и покрај обидите за транспарентност, заради што и многу од сегментите на работењето на службите останува нерегулирани со закон. Но со новиот закон за Агенцијата за национална безбедност се регулираат сите сиви зони кои може да представуваат можност за злоупотреба. Оваа агенција треба да биде оперативна, таа е првата линија на заштита на националната безбедност и справување со глобалните безбедносни предизвици, како што се тероризмот, сајберкриминалот, организираниот криминал против државата. Во законот се предвидени законски основи за користење на сите современи алатки, но во строго утврдена процедура, со судски налог и со ограничени и строго контролирани овластувања на директорот и на вработените. Полициските овластувања веќе нема да им бидат на располагање, туку ќе се фокусираат на прибирање и анализирање на суштински информации и податоци, со што ќе се зголеми превентивната улога во справувањето со современите безбедносни закани. И целта беше да го тргнеме превезот на тајна полиција. Во законот се вградени следниве принципи. Мерките се пропишани согласно со закон, јавно достапни и во согласност со меѓународните стандарди. Мерките мора да бидат неопходни за постигнување на целта на работата на безбедносните служби, одредување на мерките да бидат пропорционални на потенцијалниот ризик, да биде воспоставен ефикасен систем на контрола и надзор и постојање на строго дефинирани законски услови за вработување и контрола на припадниците на тие безбедносни служби, како и воспоставување на високи етички, морални и професионални стандарди за вработените во тие агенции. И на крајот граѓаните да имаат можност од ефикасна заштита на своите права. За прв пат со посебен закон
Конкретно и јасно се утврдува целта и надлежноста на овој вид на државен орган, дефинирани се алатките, односно мерките за тајно собирање на податоци и информации, пропишани се услови и постапка за спроведување на тие мерки од страна на агенцијата, утврдени се строги услови за вработување, односно дефинирани се услови за селекција и избор на вработените во агенцијата. Пропишана е обука, пробна работа, дефинирани се посебни должности и овластување на работниците во агенцијата и утврдени се принципите на обезбедување висок степен на стручност, на професионалност, објективност во постапувањето на работниците и на тој начин да се препознаат стандардите за личен интегритет, професионална етика, грижа за заштита на јавниот интерес, заштитата на човековите слободи и права. Јасно пропишаните услови и постапка за остварување на системот на контрола и надзор над работата на агенцијата се законска гаранција за заштита на човековите слободи и права и спречување на евентуалните злоупотреби во праксата од една страна, а истите се и демократска гаранција дека нормативните решенија ќе станат реалност. Јасните нормативни одредби го стеснуваат просторот за евентуални различни толкувања и дискутабилни постапувања. Тајните мерки се конкретно дефинирани со пропишани услови и начинот на определувањето и спроведувањето како и нивното време траење. Во посебни поглавја во законот разграничени се одвоени и различни постапки. Судската постапка, кога надлежен субјект на издавање на наредба на тајните мерки е судот, од онаа постапка кога директорот може да одобри спроведување мерки за тајно собирање на податоци и информации, услови за издавањето на наредба, содржината на барањето, одлучувањето по барањето, содржината на судската наредба, времетрањето на мерката, запирање на мерката, постапување во итни случаи, извештаи, чување и ништење на собраните податоци и слично. И сето ова го кажувам заради тоа што треба да биде добро јасно и познато на јавноста и да немаме никакви дилеми околу начин на постапувањето. Законот утврдува и задолжителни обврски за донесување на подзаконските прописи со кои детално ќе се уредат низа на прашања. Со тие прописи ќе се обезбедат и нужни процедури и правила, односно упатства за постапувања, што само по себе се гаранција за отстранување на можностите за импровизации и дискреционо постапување. Обезбедување, оневозможување на субјективен пристап, истовремено тие прописи ќе бидат достапни и ќе бидат дополнителни алатки и водич во постапките на вршењето на контрола и надзор од страна на Собранието на Република Северна Македонија, што е придобивка пред се од аспект на заштита на човековите слободи и права, но и дополнително ја гарантира законитоста во работењето. Обезбедување на законско одговорно и професионално работење, воспоставување на систем на одговорност и отчетност и идентификување на индивидуалната одговорност во ланецот на одговорности, особено од аспект на заштита на човековите слободи и права од една страна и јавниот интерес од друга страна, секако е во рацете на контролата и надзорот. Најбитен сегмент во реформата, контролата и надзорот, незината работа ќе ја вршат и Врховниот суд, јавниот обвинител, парламентарното надзорно тело, Советот за граѓански надзор, Народниот правобранител, Државниот завод за ревизија, Дирекција за заштита на лични податоци и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Со ова реформа сакаме да воспоставиме правни основи за професионална, модерна, развиена разузнавачка служба, но истовремено и да дадеме гаранции за почитување на човековите слободи и права. Предложениот закон беше предмет на сеопфатен и транспарентен процес, во кој беа консултирани повеќе засегнати субјекти и граѓански организации. Изминатите 2 години работевме и на сузбивање на појавата која индиректно представува Законот за безбедноста на државата, а тоа е организираниот криминал и корупцијата. Последиците од действувањето на криминалните групи се негативни за економскиот развој, но и за безбедноста заради поврзување на криминалните групи со терористички действија. Современите текови во општеството создаваат предуслови за раст на организираниот криминал и корупција и токму затоа бара од владите да преземаат решителни мерки за нивно сузбивање. Во делот за сузбивање на организиран криминал и корупција беа донесени оперативни процедури согласно кои се приоритизираат предметите со цел ефикасно работење.
Се формираат тимови за постапување по дефинирање на приоритети и оформени предмети за работа, што резултираше со позитивен ефект во однос на поднесени кривични пријави и сузбиени криминални групи. А во рамки на единица за финансиски криминал се формираат тимови за водење на финансиски истраги и менторирање на помлади полициски службеници. Ова е посебно значајно ако имаме во предвид фактот дека само за 3 случаи во изминатите 28 години имаме конфискување на имотот. Во период септември 2018 март 2019 година, Оделот за сериозен и организиран криминал постигна забележителни резултати при сузбивање на организирани криминални групи од областа на недозволената трговија со дрога, криумчарење на мигранти и економски криминал. Во областа на недозволена трговија со дрога сузбиени се 4 организирани криминални групи со 13 членови, од кои 5 се странски државјани. Во однос на сузбиени групи за обележување е сузбијање на 3 члена меѓународна организирана криминална група од 20 црногорски еден државјанин од Перу инволвирани во набавка и транспорт на течен кокаин со потекло од Перу, кој заради натамошна продажба со авион е транспортиран до Северна Македонија со намера преку Косово да биде транспортиран до Црна Гора. Во областа на илегалната миграција, за одбележување и сузбивање на 2 организирани криминални групи кои делуваа на меѓународно ниво и организирање криумчарење мигранти од Албанија и Северна Македонија со фалсификувани документи преку западноевропските земји и Латинска Америка кои заминуваат кон САД и Канада, за што се пријавени 9 македонски државјани, додека во рамки на сузбивање на втората група се пријавени 21 лице кои криумчареле мигранти од Грција кон Македонија. Во рамки на организираниот економски криминал имаме сузбиено 8 члена криминална група, која што е составена и од градоначалник, вработени во општина, советници, правни лица поради инволвираност во злоупотреби со градежно земјиште. Исто така, кривично се пријавени 4 високи функционери во Министерството за земјоделие, кои се организирале и не обезбедиле за законско и ефикасно вршење на работите во Министерството, по однос на склучени договори за закуп на земјоделско земјиште и не воспоставиле ефикасен систем над законитоста и следење на наплатите на склучувањето на договорите. Мотивирани од потребата од имплементирање на највисоките европски стандарди, кои ќе обезбедат спроведување на неселективната борба против сите облици на организиран криминал, го восстановивме Националниот координативен центар за борба против организиран криминал, кој има цел да ја олесни размената на информации и податоци помеѓу институции кои партиципираат во неговото работење, а со тоа ги идентификуваат во рана фаза и евентуално ако има преклупување на работата на институциите, се со цел да бидат ефикасни. За сега започнуваме со резултати и на работа на овој центар, кои што се интензивираат во периодот кој што предстои. Досегашното искуство не уверува дека не постои посветена борба против организираниот криминал, ако од криминалците не се одземе неосновано стекнатиот имот. И во таа насока пред нас ја поставуваме целта за јакнење на националните капацитети за спроведување на финансиските истраги, паралелно со истрагите за организиран криминал, што во основа се основни постулати на Националната стратегија за водење на финансиски истраги и конфискација на имот, кој што владата ја усвои оваа година. За таа цел веќе формираме посебни специјални единици за водење на финансиски истраги во МВР, во Царинска управа, финансова полиција и во истражните центри на основните јавни обвинителства. И со секоја отворање постапка кривична за било кое кривично дело, паралелно ќе се водат и финансиските истраги. Почитувани присутни, во периодот кој следи, борбата против организираниот криминал и корупција ќе биде фокусот на сите активности на Министерството за внатрешни работи и институциите со кои имаме поделени надлежности. Тоа ќе представува придонес кон подобрување на резултатите на економско-социјалните сегменти на нашето општество. Направивме и многу во делот на опремата, набавките, подобрување на услови за работа на македонските полицајци, јакнењето на нивниот интегритет, јакнењето на човечките ресурси. Ги реализиравме минатата година 100% капиталните инвестиции, сега сме приближно околу 30%. Сето тоа укажува дека сме силно посветени преку јакнење на овие капацитети
да го јакнеме и Министерството и да ја штитиме безбедноста на граѓаните. Благодарам. Цивил медија